Преди се уште еднаш благодарам за вашето присуство денеска на оваа седница. Вие ги доставивте од вашата клиника и сите побарани документи, барем јас имам увид на речиси целокупната документација на клиниката за онкологија и можам да видам дека во 23-та година на вистина сте донеле правилници, имаме записници од стручен колегиум за 23-та, баш онака како што треба да бидат, записници од формирање на онколошки конзилиум, во 2 наврати сте доставили и за 22 и за 23-та, кога од самото формирање и функционирање. И можам да видам дека од технички аспект, она што била дефектура во работата на онкологија, се обидувате да ја коригирате. Меѓутоа, прашањето е малку пошироко, да кажам. Функционирањето на вашата клиника е во склопот на функционирањето на целокупниот здравствен систем. Тоа се вика здравствена политика. Дури од аспект на децентрализација на тежината која што е на онкологија, тоа е повторно здравствена политика. Здравствените политики ги носат министрите и владите. Здравствената политика треба да даде одзив кон потребите на пациентите. Значи, таа да се однесува на пациентите и така добива рейтинг одреден министер, одредена влада или истиот го губи. Сега, прашањето до вас. Бидејќи сте работеле на клиниката и пред да станете директор, па и сега. Дали здравствената политика се темели на барањата на пациентите на онкологија или на барањата на веледрогериите? Благодарам.